Порталот Коловрт и неговата Facebook страница на 14 декември 2021 година во рубриката Технологија објавија текст со наслов "Жигот на ѕверот и за деца. Бил Гейтс сака да имплементира печат со невидливо мастило и за најмалите". Се разбира, објавата не содржи никакви технолошки информации, туку теории на заговор и дезинформации. Само неколку месеци пред јавното откривање на коронавирусот во Вухан, научниците од Технолошкиот институт во Масачусетс МИТ објавија дека е завршена технологијата за тетовирање на печати, жиг над ѕверот, што би ги следеле нивните евиденции за вакцинација на децата, се вели во објавата. Но теориите на заговор дека вакцините се жигот над ձверот, израз во христијанскиот Нов Завет, не се нови, туку стари неколку столетија, уште откако успешно се применуваат вакцините против сипаници, кои оставаат физичка трага. Овие теории воскреснаа со пандемијата, а главна мета им е милиардерот Бил Гейтс, кој без никакви докази се обвинува дека ја користи пандемијата и вакцинацијата за да имплантира кај луѓето и децата чипови, кои се толкуваат како сатанистички белези, жиг над ձверот. Негативниот ефект на ваквите дезинформации и теории на заговор не е за занемарување, затоа што анкетите покажуваат голем процент на испитаници кои веруваат дека Бил Гейтс е поврзан не само со планот за користење на вакцинацијата за имплантирање микрочипови кај луѓето, туку и со создавањето и ширењето на коронавирусот. Тоа се гледа и од протестите против вакцинација ширум светот, каде што се користат плакати и слогани против Бил Гейтс. Вакцините против COVID-19, како и тие против сипаници, немаат никаква врска со митот за жигот над ձверот. Нема никакви докази дека некој се обидува преку вакцините да имплантира микрочипови. Но има сериозни докази дека ваквите теории на заговор и дезинформации се штетни не само по менталното, туку и по физичкото здравје на општествата, доколку се инфицираат со нив.